Здраво, другарчиња. Значи, тоа беше синоќа одлуката да го сменам Engine Coin, кој што го имав некаде за околу $4500, мислам дека беше тај на печалба, иако е голем проект. Оставив си 1000, јас не кријам 1000 за уеднина. Без тоа сум на пат да стана мултимилионер од другите коини, така да доволно ми и Cardano, што се вика, да го чувам со 220.000. Беа 230.000, ама сменив ги за некои други проекти, што ги истражувам. Тај без тоа нон-стоп ми копа. Што е целата финта, решив на овај потек. XI е многу голема работа. Чи целата печалба што ќе биде у SLP, не планирам да профитирам, планирам да создадам повише екипи. Чи представете си да е на просечно еден студент или некој татко со две деца, едно, да прави од 350 до $700, зависно нели колку SLP успее зависно колку SLP успее да освое у таа арена. Многу луѓе се уште не ја разбират играта. Уствари не ја разбират у стилу уложат, без да истражуват, едноставно купуват тие змејчиња, јас што си ги викам, иако не се. Значи, како изгледат, бират ги по изглед. Значи, тоа не се бира по изглед. Тоа се бира... Иначе 3 лайв видео, што ги направив по саат време, едноставно и телефонот не ми ги зачува. И одма беа избришени. Просто не постоje. Значи, не сум хакиран, али на еден начин ме блокират, што уште не знам на кој начин успеват. Интересно е што, например, прост пример, јас бев снимал како игра Макси на телевизора кој што е поклон, а уствари се постират видео од сасем друга игра, или например како што се беше постирал сликата од кутијата од телевизорот кој што стое на самата земја, што нема логика. Значи дури не можев да си го контролирам и Instagram и Facebook, кој е стори да го изберам, значи да го постирам. Значи комплетна блокажа, али треба да ви е јасно зашо ја блокират. Затоа што се повише и повише луѓе ги следеа моите инструкции и почнуваа да улагат сериозно со тие пари што нели се спремни да ги изгубат и почнаа сериозни профити да прават. Сега од како прават сериозни профити? Значи представете си тие луѓе у Македонија што им пишуват, например, направил $5,000 или направил $10,000, направил $20,000, тоа е една сериозна сума на пари, што сум многу среќен дека има луѓе кои што ризикуваа и направија толку краток профит за помалку од година. Значи има и откачени луѓе ќе се препознаваат што имат купено и за 400,000, имат купено 400,000 бипро. Ја немам, типо ми прати слика ме шокира. Значи ја имам се на 200,000 бипро, он има 400,000. Така да доста интересен ризик. Не се сеќавам колку имаше направено профит. Мислам, не знам фактички на која сума го има купено. Не се сеќавам, не може да помнам поради тоа што толку многу коини истражувам, со толку многу луѓе комуницирам. Значи добро е што не сум се побркал до сега. Представи си да помнеш на некој си дневни од 50 до 200 луѓе да земеш да прочиташ. Буквално ја не знам саме како успеам. Али намалувам го контактот со пораки, затоа што просто ја не можем да сум утек со сите, повеќето се бош мобети. Не сум утек нели со тоа и така да тај дел се префрлуваме цели у групата. Значи битно ми е у групата да има нели дебата. Да има дебат у групата и да ми е полесно нели да враќам. Тие лица што гледам ги, например како типчето, забрев му го името, истражувал ја екси, ама не можел да најде. У групата има, представи си тоа, со месеци постирано за самата игра. Другиот го имаш за Illuvium, кој беше истражувал за играта, а у групата имаш
да не речем 100 линкови и тай ден 3 линкови за да се чека, нели, групата ки излезе, играта ки излезе, унајава и дека имаш, нели, ликет видео и каже го и слики како изгледа таа игра, значи просто те занимаваат со такви глупости. Тоа е тоа што ми смета, разбираш. И па се прави паметен, бил сум ја многу, како беше напишал, не се сеќавам, дрзук, значи. Че тие луѓе не разбират, представи си сега секој ден, текне му некој видел едно видео си постирал и да се најде нешто мобет, разбираш, демек. Он истражувал, у групата ги имаш сите одговори, он истражувал там на YouTube, не можел ништо да најде, па да бил сигурен, нели, големиот, нели, играч, да бил сигурен, не можел да најде играта дека не излезела, ние ја чекаме, една година ја чекаме играта што се вика да излезе. Унајава беше и повише од една година, беше куши кога беше како проект, ама типов вчера излегнал, знаеш, одма, тие се тие работи што ми пречат. Или некој кој ќе исто почне истиот мобет, не разбирал англиски. Другари, ја не сум учител по англиски. Имаш Google Translate, ако се интересираш, ќе научиш. Ако јас сум научил како да се преведам видео на филипински за акси играта, че така можете и вие да си ги преведете. Значи ја не ме плаките, не си имам плата од вас, за да седам и да ви изигравам преведувач, па тоа да ви го одговорам. Групата е за луѓе кои што не ги мрзе, да земат да седнат, да истражат. Ако има такава процент на луѓе што може да седне после едно YouTube видео да си најде што е акси, како се купува, што е лувиум, кога ќе излезе, другари, немат логика вашите мовети. Значи, такви поединци, прво сте на мут, после ќе бидете блокирани. Оти немам ја живци, разбираш, више да бидам, да толерирам едни исти работи, едни исти. Мислам, ти си на финки, не знаеш да крираш на Binance берза, ти си на финки, ти не знаеш да поврзаш дебитна картичка, не знаеш да си повлечеш такво. Представи си, мене просек ми пишуват повише македонци што се на факултет, на информатички таму науки, како се вика, и не знае човече ништо. И па тие луѓе утре ќе седат у Македонија и ќе кажуват на другите луѓе за тај сектор. Значи катастрофа. Не знам, таа држава има ли надлежни да видат, тие луѓе учат на памет, немат никакво искуство. Представи си тие луѓе што се на факултет, поема немат што е, мислам, поема немат, не знаат како да се снајдат, не знае што е Google, не знае што е YouTube, разбираш, не може да знае примената на Google и на YouTube. Че нема, јас дебатирам и чудно ми е дека представи си луѓе што имат и бизниси и толку многу пари направено од други сектори, не знае што е Google и тоа, не знае дека може да напише на Google и Google да му ги даде сите одговори, не знае да си го најде кој е точно, кој не е точно, плашат се да истражуват. На YouTube да не знаеш, например, да најдеш геймплей на аксија си на факултет, пишал си за информатички науки, пишал си се за, што ти знам таму наброени, CEO на тоа, тоест фондер, ти си е направил таа компанија, па со апликација работат, замисли да не знаеш да најдеш геймплей, точен кој е геймплей за акси. То просто се чудам на пораките, некојаш викам, има некои будали сакат чисто само, нели, да дебатира, ама гледам ги дека прати ми, викам да видам видео од YouTube, што мислиш, што си најдел. Катастрофа, брат, катастрофа. Значи, од 1000 видеа, со по 200.000 души што го пратат или 20.000, он ти го праќа најмизерното, но просто како го изберува, дали така само натиска, не знам. Значи, чисто да знаете дека голем процент на луѓето не знаат да користат YouTube и Google. Јас просто со админите и со администраторите со админите и со модераторите сме просто фрапирани какви пораки добиваме на дневна база со луѓе кои што се дигитално неписмени. Знае само старт на компјутер, рестарт и толку. Значи, просто не ми е верно Македонија на кое ниво е застанана процентуално гледано, че има луѓе кои што никогаш не си имале дома компјутер, што е жално, да би имал пари би купил на сите. Повеќето, нели, се сиромашни фамилии и ги разбирам, ама ја не сум од богата фамилија, така да имате интернет кафе, ќе седнеш
имаш роднини, приятели, комшии, ке замолиш, ке идеш, ке се снайдеш, ке се помолиш, ке изтражиш, че финтата е да се снайдеш овај живот. Финтата не е да кукаш упораки и да се некој трябва да ти помогне. Значи, планирам да изградам за акција еден добар тим голем, да го тестирам. Тоа сите што си ги добиле акцијето не значи дека ги задржат, да знаат. Луѓето сите што се кажале дека се невработени, а се вработени, тоа е мал град, ке се дознае. Мислам, Македонија е мало место, ке се дознае и нивните градови и села. Значи, ќе бидат земени тие акции, да знаат. Затоа по-добро е да покажат на време, пошто ја имам пуштено веќе луѓе да истражуваат кој е вработен, кој не е. Така да, мислам, глупо е одеме, некој ви понудува да ги ставиме приоритет луѓето што се со фамилија и што не се вработени, а се геймери, да направат некоја пара. Мене ми пишувате, он бил вработен, ама бил заинтересиран, многу сакал да играе, супер, другар. Купи си акции и си играј ден и ноки. Имаш видео со кои акции сум ги победил Терминатор, ако сум ги победил Терминатор, значи можеш да ги победиш сите, значи имаш видео за тоа, видеото никој не го гледа. Мен повеќе пораки ми имат прашање кои акции да ги купат, отколку гледаност видеото на YouTube. Така да, ако ве мрзе, супер. Купете такви глупи акции, да фрлете си ги парите и ги изгубете. Мачете се да играете ден и ноки, нема да правите SLP, затоа што ве мрзе да гледате видео 3 минути. Едното е 3 минути, другото е цел саат. Значи борби, мене не може да ми убијат дури ни 2 аква. Значи представи со тај тим. Во ги убивам. Така да, мене ми е интересно што замисли си имаш желба да потрошиш $1200, разбираш, а немаш желба да истражиш, многу луѓе што ме прашава, бојата на брадата ми се менува, имам некои 4 бои, различни нијанси, кои што ми се менува зависно од колку време сум на сонце. У Мајами е била најчудната кога брадата ми стана комплетно црна. Црна со делови од сиво доздоле. Иначе тие што ме прашава што е чудно, тоа не е филтри. Значи едноставно брадата ми се менува, значи од зависно нели колку сум на сонце. Дури ми станува и како грива на лав, што е доста интересно. Мојата фамилија никој нема таков стил на, мислам, такви бои. Што сакам да кажам друго. Значи за акции, не знам дали видеото ќе се постира, пошто многу луѓе викат не снимаш. Чи замисли да снимаш видео од саат време и едноставно на лайв Facebook ти го збриши. И ти едноставно не можеш да го повториш истото, џабе се концентрирал, џабе се трудиш да збориш перфектно, нели, мислам да смислиш некој концепт. Затоа сега зборам така рандом, што ќе ми текне, што се ме прашале, поради тоа што Facebook и не ми праќајате пораки за Telegram, милион пати кажав Telegram и Discord. Да, тие што играат акции треба да пратат Discord, ама другари толку многу македонци ги украдеа акциите од Discord и од Telegram. Така да со среќа нека ви е таму тај простор. Че вие ако не може да се најдете на Facebook, на Google и на YouTube да најдете, значи, линкови и видеа, Discord, значи, за вас и Telegram е најлошото можно место за луѓе кои што се у крипто до сега, дури и експерти имат заглавено таму. На многу луѓе имат украдено, посебно Cardano. Многу луѓе имат изгубено Cardano, највише губат Cardano, Ethereum, Bitcoin и акции. Акции посебно. Интересно е што не знам по која логика прифаќат за Ronin Wallet, прифаќат линкови и си го унасат seed phrase. Мислам, ти кога еднашка више си го креирал Ronin Wallet, нема потреба seed phrase да унесеш на тоа. Е комплетна глупост. Зашо би унесел seed phrase на некој што ти пратил линк на Discord и ти вика дека е customer support? Никој од customer support никош нема да ти потражи seed phrase или пасворд или никош. Че едноставно вие праќате, треба да најдете customer support и има дебата, нели, да дадеш да кажеш кој е проблем, а не да си дадеш seed phrase. До сега има тројца македонци кои што ги имаат изгубено акциите. Едениот си кажа дека се $2000, другите двајца не се каја да кажат, ама најверојатно на едениот се 750, од прилика што ми беше кажал кој класи ги има,
и кои карти, а другиот мислам дека беше и многу повреден. Значи, која ми е целта? Целта ми е да направам, до сега ќе имам 6, 7, фактички ама таа е тест, 6 тима, 7 е значи мој пријател и другар што тестира некои работи, тие се најретките што се кажи ги Japanese Axis. Луди карти измешани, просто ги пробав да ги играам, треба значи да имаш железни живци. Ама се добре да ги тестира некој нов, кој што нели има желба да научи, после ќе му е многу полесно да играе со други. Исто планирам се уште наредните 6 тима. Више имам Bird класа добра, имам Plant 2 типа. Еден е Hill, едната карта, другиот е Steel Energy. Таа Steel Energy сите што ја тражат е тешка да се играе, затоа што многу луѓе трчат да ја пуштат на почетокот. А на почетокот најчесто они ги истрошат сите карти. Иако сега се малку смени повеќе на литум на луѓе кои што ја припа од прва рунда, па е многу добро, знаеш, 2 енерджи да му украдеш. Ама многу луѓе што ја додов да тестират не знаат да играат, така да и е комплетна утка, таа цела карта е комплетна утка, пошто нема кој знае ков штит. Таа финтата е печалбата е што и нема демидж, таа финтата печалбата е што нели му крадеш енергија. Затоа ги сменив, за жал морав да ги сменам за да бидат у хил. Таа хил мислам дека беше 7 демидж, 7 штит, што е 7 штит. За финална борба кој ќе ти е на 50 или на 100 и он ќе мисли дека нема да употребиш карта, ако ја ставиш таа хил, значи ем ќе преживееш, значи тај удар што ќе ти го даде, можеш да идеш нели да му земеш енергија и плюс да се излечиш ти. У проценти беше ќе ме сгазат. Значи у проценти беше колку, не сум и уште си стрел колку се лечи. Значи новите 6 тима ќе бидат приоритет луѓе што се невработени, а геймери. Значи зашо зборам за геймери? Затоа што на други луѓе што додов да тестират, што играл Counter Strike, играл што ти знам таму, не ги бива. Значи не успеа да се снајдат и едноставно ми го губат времето, значи. И губат цел месец натиска нешто, не знаеш што натиска, па на работа бил, па не можел да изиграе. Значи не можел да изиграе енергијата, значи другари, јас сум вложил толку пари, мене има акции што вредат и $10,000 и сега да ти ги дам, за ти си бил на работа, жена ти, ово, оно, тия детски мобети, не ме интересират, разбираш. Значи имал си желба да ги играеш, имаш брат, купиш си најефтините, пробаш да ги играеш ако толку таа желба, значи имаш акции, може за $250, некој да го изиграеш за пред да одлучиш. Значи, и јас сум ризикувал, така да треба и вие да ризикувате. Зборам за тие што имате бизнеси, имал пари, гледаш го на Facebook, коли, чуди, куки, палати, пишува ми, сакал да играе. Брат, бујром продај колата и играј. Значи, такви луѓе ме замарат, ќе почнем да блокирам. Ќе почнем да блокирам, и тоа се луѓе без осет. Значи, гледаш го, парите не си ги знае, себични створенија, пишува ти у порака, сакал да играе. Супер, брат, земи играј околу куќата, соберете се цела фамилија и играјте, брат. Што ти кажам? Не ми е јасно што сакал многу имал мерак да ги види NFT. Значи, што ти кажам? Не зборам за дечкото што ми беше пишал, да не се препознае за што им беше пишал кога се играше за дека е невработена, има уште од 2016 кој рече дека у тоа исто не спаѓаш у тоа за да бидеш изберен, затоа што ти више имаш пари, сам кажа, за бизнис. Значи мене ми приоритет послаби, значи фамилии со послаб инкам, а се геймери, цел живот се геймале. Не знам, тие најмалите кучиња секогаш се најголема главаболка, значи. Првото малото почне лај, после имаш 3 ротфайлери секогаш се појават од некаде и треба да си спремен да бегаш како будала. Друг нема. Забрив да ви кажем исто, ја гледаш. Се забравам да сликам. Че малото. Че луѓето гледаш денски сите си работат. Значи сите си се на работа дента. Тие коли што ги гледате тука по дома се на нивните деца. Сите имат кола после 16 години. Пошто мами и тато не може да дойдат од работа да ги взимат и да ги вршат работите. Така да уши на 16 години се оставени сами да си ги вршат работите и дойдат на работа.
и богати фамилии и било какви да се. Нивните деца, да знаете, работят и по Макдоналдс и по други такви мизерни места, кои ще е минимална плата, ама одат да работят. Не се како нашите брат да лежи дома, да кука, да плаче. Кажеш му, представаш му игра, која ще може дома, па само кука и то замисли, даваш му играта, проба ја понудив на приятели, даваш ја играта да ја проба да тестират. Сега ова е големото кученце, тука ќе видиме сега што се десе. Ќе видиме. Брато, гледате да го ужива. Кучето не е врзано. Значи, најчесто се издресирани, ама знае да се пушти. Например, оно е забранено, нели, на тај начин да ги држат. Значи, ако не е газдата там, неколку пати ми си имат пуштено. Ама едноставно само стоеш. Значи, ако стоеш, колко и да е големо, се сбрка и не те нападне. Освен ако е питбул. Ако е питбул, браќа, фрлаш ги копачките, што викам укочени, бегаш колко можеш најбрзо и рипуваш у некој. Аналитиката е, другар вика, дек избегаш. Вика улици се вика толку вика големи. Вика дек избегаш. Значи аналитиката е првиот двор, првата ограда пририпуваш и си спасен. И он вика, која аналитика, човече? Викам, брат, ще треба те бил и за други работи. Ти ако јас борам нон-стоп, јас борам повише од 10 души, ама ова Америка цело време пратиш околу тебе што се дешава, тука не знаеш која будала се е напил или издругирал, или нему е дено и не знаеш кој е забрил, сабаре се брзал за работа, забравил ја е оградата, ова забрил ја вратата да затворе, че можеш од таков убав сончев ден да си настрадаш. Че сегаш треба да гледаш што се дешава околу тебе. Не е во Америка и ти се безбеден и да си мислиш дека си принц. Тука работите може да се изменат за една секунда. Че зависно кој комшија како е расположен. Тука нема ВМРО ДПМН. Тука има дрога, имаш оружие и имаш луѓе кои што може да откача и едноставно кренува поход. И после ќе го има нешто мало на вести. Да се надевам ако крене у поход. Имаше случай, пред скоро време беше един комшија, беше се побркал и се шеташе со шатган. Среќен мирен човек, разбираш, па му го земаа. Али шатган, фала. Таман станав криптомилионер, таман правиме екипа. Не сакам да завршам на тај начин, ама сега ќе ви снимам тука. Тука е најопасното место дека да му да видя комшиите. Има три мислам дека има не ротвайлери, оние ковија другите. Доберман, 3 добермани. Само еднаш като сега му беше отворена оградата, ама много изтренирани. То чудо не ја минава оградата, што е доста интересно. И често знаат, ама денеска ги нема. Вали да спият. И тия чуда највише ги пасам тука, сум 100% концентриран. Пошто 2 или 3 добермана дефинитивно ќе треба, ако продолжам да шетам низ моето мало денски лака, да ги оставам на некои пасвордите за биткоин и за етириум. До души сите ќе се радуват да загирам, да земат. Значи, али ево чудо продава. Ево, брат, звер. Значи страшен звер. Другари сега тук само на оваа разкрсница да не ме сгазат. Не съм ви уште нели дадел пасвордите. Друго што сакав да кажам, значи планирам да ги правиме тия тимови. Преземам го целиот ризик. Значи за тие што се про геймери, гледам да може да извадат некоја паричка и да дам надеж да открият уствари тај NFT гейминг свет. Играта е на почеток, да знаете, алфа верзија е. Представете си, алфа верзија. Мислам дека тука ме бркат малку, нели, на почеток бета верзија, па после речува дека алфа верзија
тука сум сбркан од тај, не ме држете за збор. Просто, после го беа сменили тоа, сега уште знам дека су некоја почетна верзија, пошто нели секојаш иде алфа, бета. Тамо прво збореа дека се бета, после збореа дека алфа, значи више толку коини и работи што читам дневно, значи колку и да звучи смешно. Више не знам у која верзија се, само знам дека уште играта не е официјално пуштена, нели со целата големина. Значи иде и други сектори од акси, така да целта ми е да купам ленд. Испуштив една многу јака за 4 Ethereum Frozen, беше и блиска до такво дека се телепортират сите за да играат или дека се креират тие суштества што ќе се напајат, ама едноставно бев купил првите 6 и сум, како да кажам, не сум на загуба за тоа што тие што ги купив за таа Ethereum вредат многу повише од таа земја, ама финтата е што немам друг Ethereum да сменам, таа ми е резервата што го чуваме заклучено у Samsung Blockchain Wallet. Што таа резерва што ја чувам, сум нели имам принцип да не ја менувам, е најдов да сменам нели engine, ако ми треба уште можно да сменам и Neo, што е многу јак проект, ама после дел од како ќе ги намножам, не планирам да продавам, туку планирам да си врнам дел од engine-от, тоа што е нели мое. Ќе видам ако го најдам на добра цена, ако не едноставно приоритет ми е прво да видиме колку тимови ќе направам. Се уште и тоа го тестирам. Представете си да дајете на сите по 3 акси. Тие акси не може да бидат украдени. Тоа е акаунт е под мој Ronin Wallet, така да тие што ќе ги земат треба многу да не експериментират, оти може да не го банират профило и после ќе наштети и на другите. Ќе треба еден месец со customer support да се ебавам да ги оправам. Значи не може да бидат украдени, тоа е многу јак систем. Фактички секоја акција е како Ethereum. Нели кога го сменам тај SLP, кога го изгорам, фактички се раѓа тоа чудо и тоа чудо, само секунда, тоа чудо у тај свет е бесмртно и стое како на Ronin Wallet. Значи тај мој Ronin Wallet, а плюс ви давам акцес со вас юзернем и пасворд, вие да го играете. Значи доколку типо него бива да го играе, тоа не е у негова посет, едноставно само го префрлам назад кај мене у друг, у моја wallet или у друг акаунт. Или едноставно го менам юзернемо и пасвордо и едноставно го давам на некој друг, некој што повише има желба да играе. Значи не знам дали видеото ќе се постира, ќе видиме. Тоа е сега за сега и молам ви се другари, престанете више ми праките пораки со фамилиарни проблеми, со пари дека не мало Македонија, дека многу сакате да играете играта, сте вработени. Значи самиот збор ви кажува, вработени сте, вашите пари си ги рискувајте. Моите пари се за тие пред се што кажуваат дека се невработени. Ако лажат, тоа е на нивна чест, не е на моја. Че постоја карма, постоја и дека мала Македонија ќе се дознае, така да тие што имате, што сте вработени, стоите настрана сега за сега. Ако сте геймери, да, добро, окей. Пишете таму коментари ако нели нема доволна бројка. У коментари, не у пораки. Значи ако сте геймери, можно е да ве земам у предвид за уиднина. Се додека сега предност ќе имат само тие што се невработени. Или луѓе што се погодени од ковид, сериозно не се на работа, да речеме, биле доста месеци, па имат потешкотии за сметки. Поради тоа што секојаш може да се оправат и да се врнат на работа и тај Ronin, мислам тие акции да се дадат на некој друг да направи и он пари. Значи тоа е јакото у таа игра. Поздрав!